И сестри, повеќето од вас сигурно слушнале за големата трагедија на запалување на повеќе млади личности, па би замолил како црква да се помолиме за душите на починатите. Вие го слушавте и соопштението од синодот, кое е прекрасно, кое на сите дава порака дека треба да се молиме едни за другите. Затоа предлагам 1 минута се помолиме за душите на починатите во оваа трагедија. Господ да им подари Царство Божјо, а на сите вас нека ви даде сили да се молиме уште за нив, за да бидеме заедно во Царството Божјо. Ваше Високопреосвещенство, митрополит Крушевски и Мелкисетски господин Јован, почитуван наш крушевчанец, дипломиран теолог Благоје Атанасовски, драги сестри, монахини, почитувани браќа и сестри, и јас од мое име и од името на нашите верници од градот Крушево сакам да искажам длабоката жал за загубата која што ни се случи денес, но и да подсетам и за уште една загуба и да дадеме почити на порано упокоениот наш брат Јане Григоровски, богослов кој што заврши богословие и се запиша на факултет, но поради тешка болест и тој вчера тука го заврши својот пат на земјата и се пресели во Царството Небесно. Покрај многу одложени настани кои што се случи ова недела, ние одлучивме ова предавање да не го одложиме, бидејќи ние молитвено се спомнуваме за споменатите кои што загина во оваа трагична несреќа и преку нашите молитви се молиме за прошка на нивните гревови, Бог да им прости за се што направиле, за нивните волни и неволни гревови, а ваквите настани кои што се од духовен карактер не се одложуваат, а напротив треба да бидат почести. Почести треба да ни се молитвите кои што ќе предстојат во текот на наредниот дел од постот, за Бог да се смилува над починатите слуги Божи, да ги сели во населбите на праведниците. А ние денес нашите молитви ќе ги затврстиме со уште едно торжествено предавање кое што ќе ни го презентира и ќе ни раскаже нашиот брат во Христа, нашиот крушевчанец Благоје Атанасовски. Јас само накратко, иако сите го знаете, ќе го представам кој е нашиот Благојче. Тој е роден 19.1.2000 година. Основното образование го завршил тука во Крушево, а во 2014 година се запишува во нашата богословија во Скопје, во Драчево. Во 2019 година, откако завршува богословија, се запишува на нашиот православен богословски факултет, каде што го завршува во 2023. Без тука да застане, тој во 2023 година запишува на магистерски студии на факултетот во Белград. Поради настанатата ситуација и таму, поради тензиите кои што се случуваат, сега неговите предавања се во застој, бидејќи студентите таму протестираат, но се надеваме дека во брза иднина ќе се радуваме и на неговиот магистерски труд, кој што уште повеќе ќе засили неговата вера кон Бога и уште повеќе ќе се даде кон пишување и соопштување на вистината за поука на нас верниците кои што ќе го слушаме. Имено тој денес ќе ни се представи со темата обожанието на човековата личност преку Божите несоздадени енергии. Тема која што не случајно ја одбравме да биде во оваа втора недела од Великденскиот пост, бидејќи е поврзана со светителот кој што го празнуваме од втората недела од Великденскиот пост, односно светиот Григори Палама, кој што е еден од основачите и оној кој што најдалеку стигнал кон изучување на Божите енергии, односно благодатта Божја, соопштувајќи ја правилно и толкувајќи ја на светлина која што се јавила на Тавор кога биле со апостолите. Да не должам јас повеќе многу да не ви одземам време, имено ќе му препуштам микрофонот на нашиот
почитуван теолог Благојче Атанасовски обширно да ви се обрати на оваа тема. Благодарам. И благодарам отец Тони за најавувањето. Ваше високопреосвещенство, чесен оче, возлюбени браќа и сестри во Христа, распнатиот и воскреснатиот. Најнапред сакам да му се заблагодарам на троичниот наш Бог, Отецот и Синот и Светиот Дух, за тоа што и денес не собра сите заедно овде во овој свет храм, во храмот на Светиот Николај, архиепископот Мирликиски чудотворец. Потоа благодарност му должам и на неговото високопреосвещенство митрополитот Крушевски Демирхисарски, господин Јован, за укажаната чест и благословот и јас во овој велики пост да изложам едно предавање во оваа втора недела од Светата Четириесетница, а секако особена благодарност ви должам и на сите вас за вашето присуство и за вашата љубов. Владиката ми испревари кога кажа да станеме да оддадеме едноминутно молчење за сите браќа и сестри кои што денес упокоју, а секако и за братот наш Јане, мој колега од уште од богословски денови. Само еден збор ќе кажам. Македонија плаче за своите чеда, за своите деца и не сака да се утеши зашто ги нема. Господ да им прости на сите се што погрешиле волно или неволно во овој живот и да ги удостои за Царството Небесно. И јас верувам дека тие ќе бидат во Царството Небесно. А на сите кои што се болни, односно повредени во овој настан, Господ да им подари исцеление и да оздравување од нивната болест, односно од ова, ако можеме да наречеме, несреќа. Темата која што денес ќе ја разгледаме го носи насловот обожението на човековата личност преку Божите несоздадени енергии. И не е случајно тоа и отец Тони во неговиот вовет, во неговата пролегомена го кажа тоа, дека се однесува на еден велик учител на црквата Христова, тоа е светиот Григорий, архиепископот Солунски, односно свети Григорий Палама, накратко кажано. Тој е таткото и гласноговорникот на исихазмот и не случајно денес го празнуваме неговиот спомен, односно во текот на Светата Четириесетница. Како што каже отец Тони, тој е еден од отците на црквата кој јасно го формулира и го објасни даденото Божјо откровение за иманентноста на Бога, односно за спознатливоста на Бога преку неговите несоздадени енергии, односно нематеријални енергии. Тие енергии се благодатта Божја, накратко кажано. Самиот термин обожение на грчки јазик theosis означува богоуподобување или охристовување или накратко кажано човекот да постане свет, да постане светител. Затоа свети Атанаси Велики, големиот ерарх на Александриската црква во 4 век, заедно и пред него и свети Иринеј Лионски пишуваат во своите дела дека синот Божи стана син човечки, за синот човечки, односно ние луѓето да станеме синови Божи или богови по благодат. Запомнете, по благодат, тоа е многу битно да го знаеме. Ќе објасниме накнадно што значи тоа. Со еден збор, значи темата која што денес ја одбрав за да ја дискутираме, односно обожението на човековата личност преку Божите несоздадени енергии, накратко означува која е целта и смислата на нашиот живот тука во овој свет, во времето и просторот создадени од Бога. А смислата е да станеме светители, да се охристовиме, да станеме богоподобни. За да го разбереме сето ова, мора да се вратиме, да кажам, на почетокот. Почетокот е создавањето на светот. Кога Бог од небитие се приведува во битие. Знаете дека Бог го создава светот. Нема да објаснувам сега постепено како иде тоа создавање, кој ден што се создава и така натаму. Ќе се задржиме на 6-тиот ден кога Бог како круна на целото создание го создава човекот. Односно нас, луѓето. Светото писмо ни сведочи во првата книга Мојсеева, наречена Битие, во првата глава, 26 и 27 стих, сега ќе ги цитирам за да бидам попрецизен, да видите што кажал Бог и како тој го создал човекот. Цитирам: "Потоа рече Бог, да создадеме човек според нашиот образ и подобие, како што сме ние,
И го создаде Бог човекот според образот Божи, според образот Божи го создаде, машко и женско ги создаде. Забележувате, браќа и сестри, дека на почеток Бог е во еднина, неговата именка, значи потоа рече Бог и продолжува да создадеме човек според нашиот образ и подобие како што сме ние. Значи, гледаме сега веќе имаме множина тука, да создадеме нашиот образ, нашето подобие. Што е тука поентата, значи? Тука ова е првото откривање на нашиот троичен Бог, Света Троица. Отецот и Синот и Духот Свети. Значи Бог се консултира едноставно помеѓу себе, Отецот со Синот и со Светиот Дух, да создадат човек според нашиот образ и подобие, односно според нивниот образ и подобие. И потоа повторно вели Светото Писмо и го создаде Бог. Значи повторно Бог, еднина. Човекот според образот Божи го создаде, машко и женско ги создаде. Што значи тоа? Тоа значи, браќа и сестри, дека ние, православните христијани, веруваме во троичниот Бог, Отецот и Синот и Светиот Дух. Синот е Христос, кој што дојде во овој свет и се воплоти. Сега ќе следува и тоа, ќе го разгледам и тоа. Сакам да биде појасно дека ние, православните христијани, нашата вера е во троичниот Бог, Отецот и Синот и Светиот Дух. Значи еден Бог, но во три лица. Не се три Бога, туку еден Бог во три лица. Тоа е на прво место затоа што Синот и Светиот Дух исходат од, односно се извинувам, Синот се раѓа вечно од суштината на Отецот, а Светиот Дух вечно исходи од суштината на Отецот. Поради тоа што Отецот е еден извор, имаме монархија, Света Троица има и една природа. Значи, бидејќи извираат и Синот и Светиот Дух од природата на Отецот. Синот вечно се раѓа од природата на Отецот, а Светиот Дух вечно исходи од природата на Отецот. Затоа е еден Бог во три лица. И Бог го создава човекот. Човекот е Адам. Неговото име доаѓа од еврејскиот збор Адамах, што значи земјен прав или црвена глина или црвена земја во буквален превод. И ако би сакале Адам да го кажеме на наш македонски јазик, слободно можеме да кажеме земјенко, да го наречеме со тоа име. И тоа и означува неговото име, земја, земјенко. Така да самото име на Адам, како што напоменав, означува земјен прав, односно црвена земја или црвена глина. Свети Иринеј Лионски, еден од древните отци на црквата, заедно со Свети Григорий Богослов, во нивните дела забележуваат и велат, кога Бог го создаваше човекот, во предвид го имаше овоплотениот негов син, Христос, како тој ќе изгледа. И според својот син Христос, овоплотен, Логосот Божи, го создава и човекот, односно не создава и нас. Прекрасна формулација на нивното учење. Така да човекот како образ Божи, како што претходно прочитав во наведените стихови, кои што ги цитирав, човекот како образ Божи, најпрво тоа е живо битие и битие на заедница. Самата Света Троица е заедница. Отецот и Синот и Светиот Дух е еден Бог во три лица, заедница. И ние луѓето, ако видите, сите ние сме една природа, но сме различни постаси. Но сите сме иста природа. Не е некој друга природа, некаква поинаква, туку сите сме ние една природа, но различни личности, различни постаси. И затоа слободно можеме да кажеме дека човекот е зоон киноникон, односно заедничарско битие, и неговата намена, односно неговата предзнака уште од создавањето на светот, кога Бог го создаде, е човекот да биде во заедница. На прво место да биде во заедница со својот создател, со својот творец, а тоа е троичниот Бог. А секако и да бидеме заедница еден со друг, бидејќи ако не се љубиме ние едни со други, како ќе го спознаеме Бога, особено Света Троица. Невозможно ако ние немаме љубов еден помеѓу друг, невозможно е да го љубиме Бога. Свети апостол Јован Богослов во првото свое послание соборно ни кажува дека не може да го љубиш Бога да не го сакаш ближниот свој. И обратно, не можеме да го љубиме ближниот свој, да не го љубиме Бога. Значи, ќе заклучиме дека човекот е живо, љубовно, слободно, разумно, религиозно, секако, и творечко битие. Тука се гледа образот на троичниот Бог во сите овие карактеристики кои што ги напоменав наши, односно на човечкиот род. И сега Бог го создаде човекот.
И многу е битно да потенцираме дека образот Божи е основа за обожението кај човекот, за осветувањето на човекот. Бог го создаде човекот. Сега се случува еден проблем. Змијата, односно ѓаволот преку змијата го искушува човекот и Адам со Ева, двајцата паѓаат во грев. Така да тие ја раскинуваат заедницата со Бога, личносниот однос кој што го имале со својот Творец, со својот несоздаден Творец, тие го раскинуваат, бидејќи стануваат непослушни, не го слушаат Бога и се издигаат едноставно над Бога со тоа што се прелажуваат вкусувајќи од плодот, од дрвото за познание на доброто и злото. Така да самиот чин на падот на човекот во грев означува осквернување на образот Божи кој што Бог ни го дал, односно според по кој што сме ние создадени. Ние го осквернивме образот Божи со тоа што не го послушавме Бога, со тоа што самите ја раскинавме заедницата со нашиот Творец. Ние, Господ не е виновен ништо, ние сме ниту пак и можем да не ме разберете погрешно, ниту пак демонот, бидејќи демонот, односно ѓаволот ни предложи нас, ама ние сме тие кои што прифативме со нашата слободна волја и се оддалечивме од заедницата со нашиот троичен Бог. Сега, многу е битно исто така да знаеме дека падот во православната црква се гледа како болест на самиот човек, односно на неговото битие. Православната црква учи дека ние, децата на Авраам и децата се сином на Адам и Ева, секако и на Авраам, не сме наследници на првородниот грев, односно не ја носиме личната вина директно од првородниот грев, но ги носиме неговите последици. Како можеме ние да носиме личната вина на првородниот грев кога ние не сме го извршили тој гест, кога ние не сме го направиле тој чекор? Не може, пример, ако комшијата, да кажам, ваши влезе во вашиот двор и ги искрши, пример, колата, да биде криво детето негово или внукот или внуката на комшијата или керката. Крив е човекот кој што го извршил тоа дело, но сите други, неговите потомци, ги носат последиците на тој првороден грев. И тоа е и смислата, да кажем, на црквата, затоа што црквата можеме да кажеме дека е болница, дека таа ни го дава терапевскиот метод за ние повторно да се вратиме во нашата првобитна состојба. Ама со воплотувањето Христово, за кој што сега ќе стане збор, ние доаѓаме многу повеќе од таа првобитна состојба, односно стануваме обожени луѓе, односно стануваме синови Божи по благодат. Последиците на првородниот грев, сакам да го нагласам и тоа да знаете, се смртта, распадливоста на човекот, болестите, страдањата и така натаму. Сите се тие последици на првородниот грев. Адам на почетокот беше создаден, да речеме, бесмртен. Имаше можност и да падне, имаше можност и да остане во состојбата која што беше, односно да биде вечен. Но тој со неговата оставка падна, односно се го оскверни образот Божи кој што Бог му го, според кој што Бог го создал. Исто така во Стариот Завет е многу битно да го потенцираме и овој стих, исто од првата книга Мојсеева Битие, 3 глава, 15 стих, кога Бог му вика на змијата, го фрла проклетството, кога Адам и Ева грешат. И ставам непријателство меѓу тебе и меѓу жената, и меѓу родот твој и породот нејзин. Он ќе ти ја газе главата, а ти ќе го каснуваш во петата, ама нема да успееш. Тоа се однесува на Христос. Самиот Бог му вика на ѓаволот, ставам непријателство меѓу тебе, значи меѓу ѓаволот и меѓу жената Пресвета Богородица. И меѓу родот твој, ѓаволскиот род, демонот, гревот и така натаму, и меѓу породот нејзин, односно Христос, Синот Божи, воплотениот Логос Божи. Он ќе ти ја гази главата, значи Христос ќе ја смачка змијата, ќе го смачка ѓаволот. Ти ќе пробуваш да го касниш за петата, ама нема да успееш, бидејќи тој ќе ти ја смачка главата и ќе те уништи. И Христос тоа го направи. Сега, исто така, сакам да посочам и уште два други стиха од Стариот Завет, за тоа да направиме граница што е спознатливост и што е неспознатливост на троичниот Бог. Тоа, овие стихови се однесуваат на пророкот и боговидец Мојсей, кога бил на гората Хорив. Овие стихови ги имаме во втората Мојсеева книга, во 33 глава, 21 до 23 стих. И запишува Мојсей таму. Односно Бог говори преку Мојсей. Лицето мое не ќе можеш да го видиш, зашто не може човек да го види лицето мое и да остане жив. А кога ќе помине славата моја, ќе те ставам во пукнатината на карпата и ќе те засолнам со раката своја додека не поминам. А кога ќе ја кренам раката своја, ти ќе ме видиш
од кон грбот, но лицето мое не ќе ти се открие тебе. Свети Григорий Ниски, голем отец на црквата, објаснува што означуваат овие зборови од Стариот Завет. Тој кажува дека под лице го подразбираме, ја подразбираме суштината на Бога, природата на Бога и ние, односно трансцендентноста на Бога, неспознатливоста на Бога. И ние како созданија, како битија ограничени во времето и просторот, создадени од Бог, кои што пак ни се дадени преку нив, преку времето и просторот да влеземе во вечноста. Да влеземе во заедница со самиот Христос. Значи, лицето ја означува суштината Божја. Ние, создадените битија, никогаш нема да спознаеме суштината Божја, бидејќи сме ограничени и сме созданија. А Господ е несоздаден. Никогаш не можеме ние созданијата да познаеме суштината на несоздадениот. Но, грбот мој ја означува спознатливоста на Бога, односно неговите несоздадени енергии, односно благодатта Божја. Ние можеме да го спознаеме Бога преку неговата благодат, но суштината никогаш не можеме да ја дознаеме, затоа што ако дознаеме суштината на Бога, ние би биле рамни на Бога, ние би биле богови. Но ние не можеме да осознаеме суштината поради, ќе видиме сега, онтолошката разлика во природите, нашата природа и Божјата природа. Свети Никола Кавасила за тоа говори во неговата книга за животот во Христа. Запомнете сега, исто така и некој ќе го цитирам, видете што вели тој. Бог кој го зафаќа секое место не е просторно одвоен од луѓето, туку самата човечка природа беше одвоена од Бога, бидејќи во се беше различна од него и со него немаше ништо заедничко. Он беше само Бог, а нашата природа само човек. Ева таа разлика дека Бог е несоздаден, а дека сме ние созданија, дека сме ние создадени. Но гледате што говори сега Свети Никола Кавасила понатака. Но кога плотта беше обожена и кога човечката природа за своја ипостас, односно личност, го доби самиот Бог, Логосот Божи Христос, тогаш зидот се претвори во миро. И така, онаа разлика исчезна, бидејќи Бог стана една ипостас со две природи, божествената која ја имаше и порано, од секогаш, и човечката со која што се здоби. Благодарение, браќа и сестри, на Христовото воплотување, сега ќе стане збор за тоа, ние имаме можност да го спознаеме Бога, да го спознаеме троичниот Бог. Го напоменав претходно тоа протоевангелие од Стариот Завет, во третата глава од првата книга Мојсеева, 15 стих, кога Бог вика: и ставаме пријателство меѓу тебе и жената, меѓу родот твој и породот нејзин. Тоа е првото протоевангелие кога Бог со кое што Бог го најавува доаѓањето на неговиот син Христос во овој свет и во историјата на човечкиот род, на нас самите. Но за да дојде Христос, односно да се роди, мора да има некој кој што ќе го донесе тука на светот, да се воплоти. Тоа се случува преку Пресвета Богородица, браќа и сестри. Значи, Дева Марија е Богородица. И таа, да знаете, е посредник на економијата Божја. Без неа немаше ние да се спасиме. Без Богородица. Тоа Свети Кирил Александрийски прекрасно го опишува и говори. Исто Свети Кирил Александрийски говори и вели дека во личноста на Логосот Божи, односно Синот Божи, кога говорам Логос Божи, да знаете, мислам на второто лице на Света Троица, на Синот Божи, на Господ Исус Христос. Личноста на Логосот Божи постана една сложена личност, сложена ипостас, говори Свети Кирил Александрийски. Што сака да каже тоа? Сложена ипостас бидејќи има две природи таа личност. На почеток имала една природа, односно од секогаш имала една природа, бидејќи Христос Синот Божи не создаде. Но со воплотувањето, со неговото доаѓање во светот и историјата на човечкиот род, Христос ја прима човечката природа во неговата личност, во неговата ипостас и соединувајќи со божествената природа, човечката природа се исцелува, се осветува и се обожува. Затоа што е во заедница со самиот Бог, со божествената природа, со самиот Христос. Значи во една ипостас имаме две природи, божествена и човечка природа. Затоа Христос црквата го нарекува Богочовек. Ние сме црквата сите, го препознаваме Христос како Богочовек. Бидејќи така ни се откри. Црквата се базира на откровението Божје, на настаните во Божјата економија.
И тоа се догмите на црквата. Догмите на црквата се настаните на Божјото откровение во овој свет, во светот и историјата на човечкиот род. Тоа се догмите на црквата. Значи, да подвлечеме дека Христос стана реална историска личност. Логосот Божи стана реална историска личност. Тој доаѓа, како што напоменав, во неговите од него создадените свет и историја. Во воплотувањето на Логосот Божи, самиот Логос Божи ги добива имињата Исус, Христос, Имануил. Овие имиња се имиња на личноста на второто лице на Света Троица, на Логосот Божи, односно на Синот Божи. Конкретни лични имиња на неговата ипостас. Претходно во Стариот Завет, Христос како Бог секако дека постои, но ние не го нарекуваме Христос, не го нарекуваме Емануил, не го нарекуваме Исус, го нарекуваме невоплотен Логос, Господ на славата и премудрост Божја, примери така натаму. Тие се неколку имиња на кои што ги користиме за Синот Божи во Стариот Завет, но во Новиот Завет Христос веќе за својата ипостас ги добива и овие имиња: Исус, Христос, Емануил. Исто само би додал дека со терминот Богородица, овој термин Богородица и Богочовек, тие два термини, прв ги споменува Ориген во неговите дела, и со терминот Богородица сакам да потенцирам, се означува и се прифаќа и се потврдува реалното воплотување на Логосот Божи. Ако ние не ја признаваме Богородица за Богородица, ние не го признаваме тоа дека Христос, односно Логосот Божи, Синот Божи, дојде во овој свет и стана човек, односно Богочовек. Затоа црквата толку многу ја почитува Пресвета Богородица, бидејќи таа со незината доброволна послушност стана пресвета по благодатта на Светиот Дух. И затоа таа е повисока од сите небесни воинства и од секое друго создание на овој свет. Сега, како што кажав, сигурно сите сме се запрашале зошто Бог не можеме да го видиме, зошто не можеме да го спознаеме. На прво место кажав дека тоа е поради онтолошката разлика на нашите природи. Бог е несоздаден, ние сме создание, ние сме создадени. Тоа е многу голема разлика. Затоа ни помага и Светото Писмо во Евангелието според Светиот апостол и евангелист Јован Богослов, во првата глава, 18 стих, Свети апостол Јован Богослов вели: Бога никој никогаш не го видел. Единородниот син кој што е во крилото негово, он го објави. Ова што досега го зборувавме. Го објави како? Преку своето воплотување, кога стана човек, кога дојде во овој свет. А доказ за тоа воплотување е исто така Евангелието според Јован, исто првата глава, 14 стих, кога Свети апостол Јован Богослов вели: И Логосот стана тело, односно стана човек. Ја прими целата човечка природа во својата ипостас и ја соедини со божествената природа. И втора работа, зошто ние не можеме да го спознаеме Бога во целост, е поради нашата огревовеност. Поради валкањето на образот Божи кој што сите ние го имаме во себе си, според кој сме ние создадени. Поради тоа, како втора причина, ние не можеме да го спознаеме Бога. Сега, отец Георги Флоровски исто така разликува две работи. Ова само ќе ви го напоменам на кратко, за да знаете. Тој разликува две работи. Тоа се исцеление на човечката природа и исцеление на човековата волја. Христос со воплотувањето ја исцели човековата природа, бидејќи ја соедини со божествената природа и ја освети, ја обложи човековата природа, ја излекува. И секако и преку сите други негови настани, распетието, воскресението и така натаму, го изврши Божјиот домострој. Но постои исцеление на човековата волја. Тука Господ не може никако да не присили нас со сила, ние самите да се исцелиме. Ние можеме да се исцелиме ако ние сакаме. Господ не сака со сила да не натера. Значи човечката природа наша е осветена. Сега за да биде потполно спасението, односно обожението, мора ние да осветиме личноста наша. А личноста наша секако дека не можеме сами да осветиме, дека мора тоа да биде во синергија, во заедница со Светиот Дух Господ, со неговата благодат, со неговите несоздадени енергии, и само тогаш ние можеме да ја осветиме нашата личност. Ама секако потребни нашата слободна волја, ние да сакаме тоа да го направиме. Ако ние не сакаме да го направиме тоа, Господ нема да врши притисок на нас никогаш. И ние никогаш нема се осветиме, ќе промашиме целта на нашиот живот. За да се освети човековата волја, браќа и сестри,
односно за да се исцели човековата волја, ние најпрво мора да сме во црквата, односно во телото Христово. Ако не сме ние во телото Христово, значи црквата е тело Христово, браќи и сестри, да знаете тоа. Црквата не е ова здание, овој храм што го гледате, ова е храм. Црквата сме сите ние. Оваа заедница кога се причестуваме со едниот Христос и кога Христос живее во нас и ние во него, тоа е црквата. Ние сме црквата сите, а овој храм го добива името црква поради тоа што црквата, односно сите ние се збираме во него на Евхаристијата, на божествената литургија. И затоа викаме во црквата Свети Никола, црквата Успение на Пресвета Богородица и така натаму. Ова е храм, ама црква се нарекува поради тоа што црквата се собира тука на ова место. За да стане човек член на црквата, потребно е да биде крстен. Крштението е првата причина, односно првиот услов за човекот да стане дел од црквата. Што означува крштението, браќа и сестри? Крштението означува почеток, нов живот во нашиот Спасител Господ Исус Христос, во Богочовекот Христос. Значи, крштението, кажав дека е почеток на нашиот живот со Бога, односно умирање за гревот и со воскреснување заедно со Христа. Или, најубаво кажано, крштението представува зачленување во телото Христово, станување дел од телото Христово, односно од црквата. На крштението нас, браќа и сестри, ни се дарува благодатта на Светиот Дух. И таа благодат на Светиот Дух ни се дарува во срцето, односно се дарува во срцето на човекот. Затоа говорат многу светите отци, особено Свети Макари Велики, Свети Диадох, Потички од 4-тиот, 5-тиот век и така натаму. Значи, ние со крштението имаме благодатта на Светиот Дух во нашето срце, во нашето битие. Но со текот на нашиот живот, живеејќи и грешиме, и благодатта се заскрива. За повторно да се пројави благодатта во животот на човекот, потребен е подвиг, потребно е покаяние. И кога ние се каеме, кога ние се исповедаме за нашите гревови, тогаш благодатта што Бог ни ја дал во нашето срце, односно благодатта на крштението што Бог ни ја дава нас, во нашето срце, таа повторно се пројавува и повторно се возобновува. Значи, за да ја возобновиме таа благодат, потребно е да го преобразиме нашиот острастен ум, да почнеме процес на исцеление на нашиот помрачен ум и секако да го очистуваме нашето срце од страстите. Конкретно за овие работи Свети Григори Палама и сите исихасти, односно отци на црквата, тихуватели, ја препорачуваат молитвата Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилувај ме мене грешната. Таа молитва треба да постане нашиот живот, браќа и сестри. Без таа молитва нема заедница со Бога, да знаете. Значи, Христос го гледаме ние во црквата преку благодатта на Светиот Дух. И го гледаме секако, како што кажав, во нашето срце. Се сеќавате сигурно кога Господ во Евангелието според Лука, во 17 глава, 21 стих, им вели на фарисеите: Царството Божие е внатре во вас. Значи, благодатта, тоа е Царството Божие, заедницата со Христос. Царството Божие не е ништо друго, освен заедница со Троичниот Бог. Од Светиот Дух преку Христос до Отецот. Тоа е Царството Божие. Исто така, за крштението, многу интересна мисла, да кажам, изнесува Свети Григори Ниски и вели дека со крштението ние стапуваме во Христовата војска. Стануваме Христови војници. Ама војникот мора да се покаже дека е војник. Мора да се бори. Тоа е подвигот на црквата, дека ние ако сакаме да се осветиме, ако сакаме да се исцелиме, да исцелиме нашата волја, нашата личност, мора да се бориме, мора да се подвизуваме во црквата, а подвигот знаеме кој е во црквата. На прво место љубовта. Без љубов, ако немаме ние љубов едни кон други, ако немаме љубов кон Бога, се е напразно, се сме промашиле. А секако од љубовта произлегуваат и сите други работи, и смирението, и кротоста, и воздржанието, и добротата, и милосрдноста, и така натаму. Сите други работи произлегуваат од љубовта, бидејќи таа е на врвот, таа на пиедесталот. Сега, освен крштението, човекот потполно се соединува со Христос, со главата на црквата, преку Евхаристијата, преку причестувањето, преку литургијата. Евхаристијата, браќа и сестри, е печат на црквата, односно на телото Христово.
Затоа што црквата е евхаристична. Црквата не може да постои надвор од евхаристијата, ниту пак евхаристијата не може, односно причестувањето, причеста, литургијата не може да постои надвор од црквата. Црквата е евхаристична, црквата е евхаристија и обратно, евхаристијата е црква. Како ние кажуваме дека сме црква, дека сме заедница со Христос, ако ние не го примаме Христос? Преку причестувањето, соединувајќи се сите со Христос, сите ние примајќи го Христос преку причеста, ние стануваме едно со Христос и Христос станува едно со нас. И тоа е црквата. Ако ние не се причестиме, тогаш ние можеме да зборуваме за се друго, само за црква не можеме да зборуваме. Ние сме, слободно ќе кажеме, политичка партија, може, или некаква друга партија. Ако нема евхаристија, ако нема причестување. Сега, исто така е многу битно, како пристапуваме кон евхаристијата. Дали сме свесни дека тоа што го примаме е телото и крвта Христови, дека тоа е самиот Христос? Дали со покаяние пристапуваме кон евхаристијата? Дали со исповед пристапуваме? Дали со љубов пристапуваме кон евхаристијата? Не можеме ние да се причестиме со Христос ако еден со друг не се љубиме, ако еден со друг не се сакаме. Напразно ни е тоа. Старец Емилијан Симонопетриски, слободно ќе го наречам и свети Емилијан Симонопетриски, во една негова книга вели: напразно се молиш ако не се причестуваш и напразно се причестуваш ако не се молиш. Гледате, во црквата се е единство, нема поделби. Молитвата, литургијата, покајанието, се е тоа единство. Не можеме ние да се каеме, а да не се молиме. Не можеме ние да се молиме, а да не се причестиме. И обратно, се тоа единство. Значи, ние потребно е да се каеме, потребно е да се молиме, потребно да се причестуваме, сето тоа заедно. Свети Кирил Ерусалимски многу интересен термин користи кога вика дека преку причестувањето ние стануваме сотелесници и еднокрвници со Христос. Еднокрвници и сотелесници со Христос. Стануваме една крв, едно битие со Христос. И свети Игнати Богоносец, исто така голем отец на црквата во првите векови, евхаристијата ја нарекува пармакон анастасис, односно лек на бесмртноста. Ние се стремиме кон вечноста. Како ние ќе се осветиме? Како ние ќе стигнеме до вечноста ако го немаме Христос во себе си, ако ја немаме причеста, ако не се причестуваме? Значи, литургијата која што ја служиме е, да знаете, оприсутнување на целокупниот Божи домострој, на се што Христос направи во овој свет за нас, на сите настани кои што Христос ги изврши заради нас и нашето спасение, се собрани во литургијата. Значи, и тоа да знаете, црквата слави настани, ние празнуваме настани, крштението, односно беве први ќе кажеме благовештението на Пресвета Богородица, тоа е настан, Архангел Гаврил, тоа е Божјо откровение, дојде во овој свет и благовестеше на Пресвета Богородица, тоа е и догма. Божи, краѓањето на Христос, тоа е настан, Христос се роди во овој свет, во историјата на човечкиот род, тоа е догма. Крштението, тоа е настан, сите настани, распетието, воскресението, вознесението, слегувањето на Светиот Дух, Педесетница, се настани на Божјото откровение и тоа се и догмите на црквата. Сакам да кажам дека и тоа да го кажам дека со осветувањето на човекот преку евхаристијата и секако преку сите овие други работи, покајанието, ама особено преку евхаристијата. Оти се што да правиме, што и да правиме, браќа и сестри, верувајте, да постиме, ако не се причестиме, ништо не сме постигнале. Ама пак ќе кажам, како да се причестиме? Дали ќе се подготвиме за евхаристијата, дали ќе се исповедаме, дали ќе се покаеме, дали сме свесни дека го примаме самиот воплотен Логос Христос, Синот Божи, или не? Преку благодатта Божја, да знаете, се осветува целиот човек. Не се осветува само душата, се осветува и телото, кое што е храм на Светиот Дух. Затоа во нашата црква се уште немаме фрески, гледате, можете да видите на иконостасот или во другите цркви каде што има фрески, светителите како личности обожени, тие го имаат обожено и телото и душата нивна. Односно Бог ги осветил не само душата нивна, туку и телото. Затоа ние ги почитуваме и светите мошти на црквата, односно на светителите, ги почитуваме во црквата, моштите, затоа што преку нив действува благодатта на Светиот Дух. Затоа што и тие се свети, и телото нивно е свето. Сега, тука ќе напоменеме само два вида на богопознание, кои што Свети Григори Палама нас не ги дава, односно не ги
изложува и тој ги нарекува две очи на душата. Овие два вида на богопознание он ги нарекува двете очи на душата. Првиот вид на богопознание е наблюдување на создадените битија. Кога ние ќе ги погледнеме сите созданија, звездите, сонцето, месечината, дрвјата и така натаму, зарем не сме си запрашале колку е ова премудро создадено, колку е ова преубаво создадено? Кој го создал сето тоа, браќа и сестри? Ние преку созданијата стигнуваме до Бога. Гледајќи ги созданијата. Тоа е рационалното поимање. Преку разумот стигнуваме до познание дека постои некој совршен создател, некој совршен творец, а тоа е Бог, троичниот Бог. А другото око на душата, другиот вид на богопознание според Свети Григорий Палама е гледањето на славата на Божјата природа, односно таворската надприродна светлина или благодатта Божја, односно несоздадените Божји енергии. А за тие енергии, како што кажав, се постои благодарение на тие енергии и се одржува во живот благодарение на тие Божји несоздадени енергии. За да ги откриеме тие Божји енергии, ние мора да го чистиме срцето од страстите. За да откриеме благодатта во своето срце, браќа и сестри, да го спознаеме Бога, ние мора да го чистуваме срцето постојано од страстите, да го преобразуваме нашиот помрачен ум, нашиот паннат, расеан ум. А тоа е најдобро тоа го правиме, го собираме својот ум во молитвата Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилувај ме грешниот. Тогаш го собираме и го исцелуваме ние нашиот ум. И тогаш благодатта на Светиот Дух во нашето срце повторно се активира. И ние постануваме луѓе во заедница со Бога, постануваме личности. Можам да ви кажам дека претходник на Свети Григорий Палама за ова негова, да кажам, теологија, исихастичка теологија е Свети Василий Велики, кога во едно писмо, послание негово до Свети Амфилохи Икониски, вели дека неговите енергии, односно Божите енергии слегуваат на нас, а суштината негова за нас е непристапна. Тоа што го говоревме преге, дека никогаш не можеме да го познаеме лицето Божјо, односно суштината Божја, ама енергиите негови можеме да ги спознаеме и преку тие енергии ние сме во заедница со самиот троичен Бог. Значи, Свети Василий Велики слободно можеме да кажеме дека е претходник, дека е претеча на Свети Григорий Палама. Би сакал исто така да направиме и една дистинкција, една разлика помеѓу теологија и економија. Што значи тоа? Теологијата, браќа и сестри, е животот во Света Троица. Нашиот живот, кога ние стануваме едно со троичниот Бог преку благодатта негова, преку неговите несоздадени енергии, кога ние се обожуваме, кога ние се осветуваме, тоа е теологијата. Живеење во животот на Света Троица, живеење со троичниот Бог преку неговите несоздадени енергии. А економијата е Божјиот домострој. Економија, тоа го означува Божјото уредување, Божјиот план, Божјата грижа за својот дом, односно за црквата. А тоа е телото Христово, сите ние заедно. Така да, уште еднаш ќе повторам, теологијата ја означува заедницата со троичниот Бог преку неговите несоздадени енергии, а економијата го означува божествениот домострој за спасение на човечкиот род. А божествениот домострој кажавме што е воплотувањето, потоа крштението, распетието, воскресението, вознесението, 50-ницата и така натаму. Божјиот домострој, браќа и сестри, крајот на Божјиот домострој ќе биде со второто Христово доаѓање. До тогаш ние се уште се спасуваме и се уште сме во телото негово, односно во црквата. И за секогаш ќе бидеме со Христос заедно. Значи, со еден збор, економијата е црквата Христова, телото Христово, со еден збор кажам. Сега, преку економијата, браќа и сестри, ние преку благодатта, преку црквата, ние стигнуваме до теологијата, односно до заедничарењето со троичниот Бог, со Отецот и Синот и Светиот Дух. Надвор од економијата, надвор од црквата Христово, телото Христово, да знаете, нема обожение, нема спасение, нема вечен живот, браќа и сестри, нема теологија. Надвор од црквата, надвор од заедницата со Христос. А глава на црквата, не се сеќам дали го напоменав, моја грешка ако не сум го напоменал, е Христос. Синот Божи, воплотениот Логос Божи, тој е глава на црквата. Ние сме сите телото негово. Кога говориме за црквата, слободно можеме да кажеме, како што вели Свети Јован Златоуст, дека црквата е непрестајна 50-ница.
Запомнете ги овие зборови. Црквата е непрестана педесетница. Што означува тоа? Дека Светиот Дух кој што го продолжува делото на Синот Божи во овој свет и во историјата на човечкиот род во својата црква, во црквата Христова, е душата на црквата. Тој е оној кој што го продолжува спасението што Христос ни го даде, односно обожението. Преку неговата благодат ние стигнуваме до Синот, а од Синот, односно Христос, стигнуваме до Отецот. Преку од Светиот Дух, преку Синот ние стигнуваме до Отецот, до Бог Отецот. И затоа да знаете, браќа и сестри, дека секоја литургија која што ја служиме ние во храмовите е повторена педесетница. На секоја литургија ние го призиваме Светиот Дух Божи кој што го продолжува делото на Христос да слезе на даровите лебот и виното и да ги освети тие да постанат тело и крв Христови. Значи секоја литургија е педесетница. На секоја литургија да знаете ние исто како да сме присутни кога биле апостолите во Ерусалим кога над нив слегол Светиот Дух. Да знаете дека литургијата е повторена педесетница, односно непрестана педесетница. И затоа не е случајно ако видите и во календарчињата кои што нашата Света црква, Македонската православна црква, Охридска архиепископија ги издава, стои прва недела по педесетница, после педесетница втора недела, трета недела по педесетница и така натаму. Значи ние живееме во состојбата на педесетница. Ние постојано живееме во благодатта на Светиот Дух. Значи, заклучуваме дека преку Светиот Дух, преку неговите несоздадени енергии, преку неговата благодат, ние се обожуваме, се охристовуваме, ја спасуваме нашата личност. И да знаете, браќа и сестри, дека црквата е таа која што раѓа светители. Црквата е таа која што раѓа светители, телото Христово. Христос е тој кој што раѓа светители преку благодатта на Светиот Дух. Е сега може, ако не е проблем, иконата Томи да ми ја донесе, сакам само нешто да споделам со вас на иконата Света Троица. Хвала. Видете, браќа и сестри, оваа икона ја има насликано преподобниот Андреј Рублјов. Тој живее 14-15 век и оваа представа ја означува представата на кога трите ангели, односно тројцата мажи, доаѓаат кај Авраам, нашиот прататко Авраам и кај неговата жена Сара од Мамврискиот даб и Авраам ги гости, односно Авраамовото гостолюбие. Гледате на оваа икона, ова е Света Троица, нашиот Бог, Отецот и Синот и Светиот Дух. Гледате на оваа икона, браќа и сестри, тројца ангели, така? Значи еден, тоа е само разлика да кажам, оти Бог не е ангел, знаете. Значи Бог е Дух. Првата личност на оваа слика е Бог Отецот. Оваа личност е Бог Синот, односно Логосот Божи Христос, кој што се воплоти, а ова е Светиот Дух, Господ. Гледајте сега, браќа и сестри. Во Евангелието, според Јован, како што преќе тоа што го нагласи, во првата глава 18 стих, како гласеше стихот: Бога никој никогаш не го видел, единородниот Син кој што е во крилото негово, он го објави. Бога никој никогаш не може да го види. А гледате плавата боја тука. Никој не може да го види Бог, суштината негова. Христос го објавува. Но ние, пак ќе кажам, не ја гледаме суштината на Бога. Ние не можеме да видиме суштината на Бога, бидејќи Бог е несоздаден, ние сме создание. Точка. Ама Христос го објавува Отецот. Еве го Светиот Дух исто, кој што го продолжува икономиското делување, кој што го продолжува делото на Синот Божи, Светиот Дух. И гледајте сега, не е случајно, значи, ако ова ставиме на линија вака, и тука е на линија вака, ќе видиме дека тука е Христос. Погледнете на иконостасот горе на иконата Деисис. Не ви се познати овие бои, црвената и плавата? Гледате, Христос е тоа. Христос е во средината. Ете го Христос горе, одесно е Пресвета Богородица, одлево е Свети Јован Крстител. Тука горе, плава и црвена боја. Еве ја плавата и црвената боја на иконата. Тоа е Христос. Како што кажав, ако направиме една линија, ако направиме вака, тука доаѓа тоа чаша, доаѓа путир. Христос е во путирот. Телото и крвта Христови, кој што ни се дава за живот на светот, нас,
сите. И кажав дека Светиот Дух е тој кој што го продолжува економиското делување, односно економијата на Синот Божи, односно на Христос. Црвената боја означува природата на Христос, човечката природа на Христос. Знаете, кога прije говорев за Адам, кажав дека зборот Адамах означува црвена глина, црвена земја. Еве црвената природа, а ова е божествената. Односно, во една личност се соединети две природи, божествената и човечката природа. Сега, браќи и сестри, видете, тука долу има еден празен простор. Значи, тука може некој да помени. Гледате, тука има празен простор. Тука е троичниот Бог, тука има празен простор. Што означува тука? Тој празен простор, браќи и сестри, наменет за секој од нас. За и ние да бидеме учесници во животот на Света Троица, да постанеме и ние синови Божи по благодат, да постанеме светители. Значи, да влеземе во овој живот, во Света Троица. Ама можеме да влеземе во животот на троичниот Бог само преку неговата благодат, преку ништо друго. Би кажал само уште еден неколку зборови од еден наш епископ, наш владика на Македонската православна црква, во на негова беседа вика: деца, погледнете го иконостасот. Гледате дека секогаш од мојата лева страна, вашата десна страна се наоѓа Христос на таа икона. Нема отстапување, тука е Господ, Богочовекот Христос, Логосот воплотен. Од другата страна секогаш се наоѓа Пресвета Богородица, таа која што е посредник во икономијата во Божјиот домострој. И тоа место е резервирано за Пресвета Богородица, никој друг не може да дојде таму. До Христос е Свети Јован Крстител, секогаш. До Пресвета Богородица, браќа и сестри, секогаш светителот на кого што храмот е посветен, да знаете. Во овој случај тука е Свети Никола до Пресвета Богородица, гледате иконостасот. Ама владиката вели, на тоа место сите ние можеме да станеме. Не мора да е само Свети Никола. Тоа место не е резервирано, да знаете, браќа и сестри. Христос, местото негово е резервирано, на Богородица е резервирано. Ама на тоа место можеме сите ние да станеме еден ден. Само ако сакаме да сме во заедница со троичниот Бог, ако се покаеме и ако се соединуваме со него преку неговите несоздадени енергии. И за крај би сакал само уште да кажам дека сега сме втора недела од Великиот пост. Имаме уште 5 недели до Воскресението Христово. Затоа, браќа и сестри, тој што не постил до сега, нека почне да пости. Имаме уште 5 недели, да не се секирате. Тој што не се исповедал, нека се исповеда. Се уште не е доцна, да знае. Тој што не доаѓа на литургија, браќа и сестри, да разберите сите. Без литургија нема христијанство, нема црква, нема заедница со Христос. Не сме христијани ние ако не идеме на литургија. И најбитно се да запомниме, тој што не се причестил, исто така нека се причести. Нека тоа нека се исповеда секако за своите гревови, да се покаеме за своите гревови, да имаме послушание кон нашиот духовен отец, бидејќи послушанието, верувајте, браќи и сестри, е првото нешто ако ние сакаме да почнеме да го очистуваме срцето од страстите и да го преобразуваме нашиот острастен ум. Без послушание ние не можеме да стигнеме до Христос. Без покаяние. Така да знаете дека без причестувањето и без сите овие работи кои што ги направив, покаяние, исповед, љубов кон сите луѓе, смирение, милосрдност и така натаму, нема, браќа и сестри, обожение. Нема да се осветиме ние. Нема теологија. Нема вечен живот, нема заедница со Христос. Тоа е од мене. Ако имате некој прашање, може да поставите. Само идејата кој е слободен би го замолил на крај, ако не е проблем да направиме еден помен мал за сите браќа и сестри кои што денес загинаа, еден трисак, ако е слободен и митрополитот. Вака сите заедно да се помолиме за сите браќа и сестри кои што се покоја денес, вчера. Ако имате прашања, повелете. Да поставам прашање,
по публиката сега, а не да давам констатации, како што многумина сакаат на предавачите да дадат констатации некакви, нели некакви видувања нивни. Она што го забележав во предавањето, а кој ми остави впечаток голем, иако предавањето целосно беше многу добро и многу содржајно и целовито, еден податок кој навистина го има кај светите оци, дека Христос е створен или создаден според ликот кој, односно човекот е создаден според ликот на Христос кој уште не е дојден во светот. Па би сакал малку појаснување за тоа што временски многу се разликуваат стварањето на човекот од тоа кога Христос доаѓа на земјата. Значи, како е можно Господ да го има предвид ликот Христов, кој уште не е роден, а човекот, односно Адам, е створен, односно создаден уште пред Христос да се роди. Благодарам. Кратко и јасно, мислам дека ќе го доловам вашиот копнеш, односно одговорот на вашето прашање, високо просветен владико. Тоа е ради сезнајноста на Бога. Бог, како сезнаен, знае, нема кај него ништо што тој не може да знае. Поради тоа што тој е сезнаен, тој веќе знае како ќе дојде неговиот син во овај свет, дека тој ќе се овоплоти и ќе стане човек. И врста подкрепа Свети Григори Богослов и Свети Иринеј Лионски кажуваат дека всушност човекот е создаден според ликот на Синот Божи кој што треба да дојде во овај свет. Значи Бог како сезнаен знае дека ќе го испрати Синот, знае дека човекот ќе погреши, знае дека ќе падне во грев и дека ќе треба да го испрати својот Син за да докаже љубовта кон целиот човечки род, неговата Божјата љубов кон целиот човечки род колку е таа голема. И поради тоа самиот Бог односно Бог Отец го создава преку својот Логос во Духот Свети, го создава човекот според ликот кој што треба да го добие самиот Логос Божи, односно самиот Син Божи, поради неговото сезнање. Бог како сезнаен знаел како ќе изгледа Христос со неговото воплотување. Прошто много за нас, така на еден лјачкиот близки луѓе, не свештени лица, благословна, но близки луѓе, ама ќе да ова не спекно духа, но погледа консулар. Тој имаше доста много да го наречам млади посветени старци. И еден многу мудро образложи што Бог на предвечниот свет кога рече да создаде човек по нашиот образ и подобие како што сме ние. Го создаде вика човек. Што значи тоа? Го создаде оној човек кој во своје време дојде на земјата, на тој лик мислеше Бог, на тој образ и подобие, што застана пред Пилата. Пилат го позна несвесно, кога рече, ене го човек. Додека сите околу вика распливо, не го познаа, тој беше оној човек што Бог планираше да го создаде. Христос, како човека на човечката природа, не онаа
божествената природа. Таа не е смешен. Значи, тој човек, Бог таков човек сакаше да создаде. Како што беше Христос во тело, со сите особини нашите, освен греф. Нажалост, змијата осеа фрли сене, ама прво Ева го прифати, потоа го убеди мажот свој, ја прекрши ја заповед и тој човек што Бог го предвиде да биде човек, оној човек што стоеше пред Христа, падна во тогашната своја природа, се огреводи. Затоа Христос од една чиста утроба, од една чиста нира, се раѓа оној преобразен човек со Божјата благодат да застани пред Пилата, за да го оправда човештвото. Пилат, како еве го човек, ече хомо по латински, единствениот вистински правен човек. Ова нажалост луѓето го разбираат. Може се го пресвете, почитувани монахињи, почитуван Благојче, ти благодариме на исцрпното, обемно и многу поучно предавање кое што ни го изложи за несоздадените енергии. А јас само имам да најавам дека во третата недела од Великиот пост, односно крстопоклонната недела, наш гостин и предавач ќе ни биде презвитерот Иван Цветковиќ, кој што ќе ни доаѓа од Српската православна црква, и неговата тема на предавањето ќе биде постанокот и значењето на Светата Четирисетница, тема поврзана со Великденскиот пост кој што ни е во тек, па така најпрво дента ќе имаме заедничка света литургија на која ќе чиноначалство неговото високопресвештенство митрополитот Јован во сослужение со нашиот гостин кој што ќе ни доаѓа од Српската православна црква и свештеници од нашата православна црква, а потоа вечерта исто како и денеска ќе имаме предавање, умилителна вечер на прво, а потоа и предавања за духовно да се поучиме. Ви благодарам на вашето присуство.